Не е првпат Северна Кореја да се обиде да лансира шпионски сателит кој сака да ги надгледува американските сили во регионот. Но лансирањето, кое заврши со огнена експлозија набргу по подигнувањето, беше невообичаено поради тајмингот. Северна Кореја најави дека ќе го изврши лансирањето токму во моментот кога кинескиот премиер требаше да се сретне со највисоките лидери на Јапонија и Јужна Кореја. Тоа беше ретко севернокорејско нарушување на голем политички настан во кој беше вклучена Кина, нејзиниот главен сојузник. Може би мал детал, но аналитичарите велат дека тоа навестува проблеми во односите. Северна Кореја е многу стратешка во времето на нејзиното лансирање. Тие не ги прават работите случајно. Тајмингот го стави кинескиот премиер во непријатна позиција, бидејќи неговите колеги го осудија предстојното лансирање. Работите станаа само понезгодни. По заедничката изјава за денуклеаризација на Корејскиот полуостров, избувна Северна Кореја. Во државните медиуми, Министерството за надворешни работи на Северна Кореја ги обвини трите земји за мешање во нејзините внатрешни работи. Фактот што ја спомнаа и Кина, мислам дека тоа навестува пукнатини во овој однос меѓу Северна Кореја и Кина. Последен пат Северна Кореја ја критикуваше Кина во 2017 година, кога Пекинг ги поддржа санкциите на Обединетите нации поради нуклеарните и ракетните тестови. Од тогаш односите се подобрија. Кина сега се противи на новите санкции. Но некои аналитичари гледаат знаци на неволја под површината. Кинескиот лидер Ши Џинпинг не се сретнал со Ким Џонг Ун повеќе од 5 години. Мислам дека ако Кина и Ши Џинпинг сакаа да покажат дека има блиски односи меѓу неа и Северна Кореја, Ким Џонг Ун веќе ќе беше поканет. Или во суштина ќе беше одлечен во Кина за да се сретне со Ши Џинпинг, но ова не се случи. Ким се сретна со рускиот председател Владимир Путин, кој сега користи севернокорејски ракети за да води војна во Украина. За возврат, Путин можеби ја помага програмата за нуклеарно оружје на Северна Кореја, според американските официјални лица. Некои аналитичари велат дека Кина може да се чувствува непријатно поради значителното нуклеарно засилување на нејзината граница, што може да помогне да се објаснат сегашните тензии. Кина се обидува да покаже дека не е толку блиска со Северна Кореја и до Русија, како што некои имплицираат. Но сите три држави забележаа влошување на нивните односи со Соединетите држави, што значи дека тие може да продолжат да наоѓаат многу причини за соработка.